Во нашата држава не е регистрирана појава на болеста африканска чума кај дивите свињи, но мерката за одстрел останува во важност како превентива. Целта е да се спречи каква била можност за внесување на можните причинители на заразата, што за сега успешно се контролира. Ова го истакна министерот за земјоделство Трајан Димковски при посетата на сточарската фарма во Соколарци, при што нагласи дека тековно се следи состојбата и се соработува со другите надлежни институции. Пред 2 дена имавме состанок исто така со Агенцијата за храна и ветерина и Ловечката федерација, токму согледувајќи ги резултатите од она што беше воведено, до кај сме сега, како би продолжиле. Значи се уште е на сила она одстрел кој што нема во моментот ограничување. Идејата ни беше да видиме до каде и колку. Она што ги добивме како информација, би сакал да кажем од Агенцијата за храна и ветеринарство, дека досега кај нив се пријавени 1000 одстрелани свињи, каде што на сите примероци што е направена анализа, сите се негативни, што значи дека немаме појава кај нас на дивите свињи од ова што е од африканска свинска чума. Знаеме дека во Бугарија што се случува, сепак тоа е една сериозна болест која што досега се уште нема лек и затоа нашите мерки беа превентивни. Го започнавме одстрелот многу порано. Сега очекуваме и мислењето од Ловечката федерација да видиме кога тоа би застанало и со какви мерки би се соочило. Поддршката која што имаме ние преку програмата за директни плаќања, тоа е до 3000 денари за предадени, зборуваме за домашни свињи. Таа си тече, ќе продолжи и понатаму. Она што исто сакаме, односно преку Агенцијата за храна и ветеринарство се планирани и одредена поддршка за воведување на биосигурносни мерки на самите фарми, бидејќи сепак заштитата за ова е исто така многу битна. Она што е веќе на сила, односно што ги направивме веќе во август, се уште важат сите мерки. И очекуваме само да го видиме мислењето на Ловечката федерација, нивните бројки што укажуваат. Министерот Димковски додаде дека се разгледуваат и ефектите и можностите за воведување на мерка за контрола или пак забрана на трговијата и транспортот на свињи во државата. Освен тоа, останува и апелот до царинските службеници за поголема контрола на личниот багаж на патниците, за да се спречат можни причини за пренос на болеста кај нас.